Светот на автомобилската индустрија е за некого магичен, за некого кошмар. Ова првото важи за првиот човек на групацијата Stellantis, Карлос Таварес, кој лани на своето конто забележа 36,5 милиони евра на име плата. Кога сме кај големите суми, не може да го заобиколиме Rolls-Royce, кој го представи третиот мултимилионски модел Droptail, произведен по нарачка. Фиат секогаш важел за народна марка, па не чуди што го продолжи животниот век на својата иконска панда за уште 3 години. Honda и Toyota се упорни на пробивањето на технологијата на горивни келии. До таму што Toyota Mirai сега во Калифорнија се нуди со $40,000 попуст. Останете со нас, имаме што да ви понудиме за совршен саботен сеир. Форд откри дека марката за малку ќе се повлечела од австралискиот пазар. Размислувања за ова постоеле, а одлуката да не се прави тоа била донесена откако Ranger лани стана најдобро продавано возило на тој пазар. Причините што довело да се планира ваков екстремен чекор не се познати. Форд во Австралија има шарена понуда, практично составена од возила кои се произведуваат насекаде низ светот. Кросоверот Еверест и пикапот Ranger доаѓаат од Тајланд, големиот F-150, Escape, електричниот и обичниот Mustang од Соединетите Американски држави, а Puma и Transit од Европа. Форд во Австралија е присутен цел век од 1925 година, а со локално производство запре во 2016-та. BMW се пофали дека во неговата фабрика во Лајпциг започна производството и на електричниот Mini Countryman само 4 месеци по моделот со мотори со внатрешно согорување. Овој автомобил е четврти што ќе излегува од погоните на фабриката која германците изградија пред 2 децении. Карактеристично е тоа што сите без разлика на моделот и погонските групи се симнуваат од една производствена лента. Капацитетот ја изнесува 350.000 возила годишно, а досега во неа се вложени 1,6 милиарди евра. Иако ја губи душата како британска марка, овој момент за Мини значи чекор поблиску до целосната електрификација планирана за 2030 година. Countryman ќе биде достапен во 2 верзии со еден електромотор и 204 коњски сили и 2 електромотора, погон на сите тркала и 313 коњи. Цените во Германија стартуваат од 43.500 евра. Планирано е дневно од Countryman да се произведуваат по 500 возила, а соодносот меѓу бензинските и електричните ќе зависи од побарувачката на пазарот. Што е многу е. За тоа колку Илон Маск ги исполнува своите ветувања, светот доста добро знае, но никој не може да претпостави дека лансирањето на втората генерација на Tesla Roadster ќе доцни цели 5 години. Моделот беше представен 2017-та со најава дека производството ќе му започне за 3 години, односно во 2020-та. Дури се започна и со примање нарачки за него. Но, како времето течеше, така електричниот восет се одложуваше, кога за година, кога за 2. На крај, како цврста се најави сегашнава 2024, но и тоа се покажа дека е недостижно. Така, неговите несудени купувачи ќе мора да почекаат барем уште 1 година.
За возврат, Маск им вети дека ќе добијат спортски автомобил кој до 100 км на час ќе забрзува за помалку од секунда, за што ќе бидат задолжени десетина мали ракетни мотори. Светот веднаш започна да полемизира дали тоа воопшто е можно, но вистинското прашање дали да му веруваме на Илон Маск. Задоволни од обсежните тестирања започнати уште во 2017-та, Нисан одлучи за 3 години да стартува со комерцијална употреба на автономни возила. Иако во светот се уште владее длабока недоверба кон оваа технологија, јапонците сметаат дека тие ќе бидат успешни. Мотив повеќе на вистина да биде така е што земјата во моментов се соочува со проблеми во организирањето на патничкиот транспорт заради недостаток на возачи. Тестирањата на терен што компанијата ги спроведува во неколку јапонски населени места покажаа сериозна доверливост, до толку што сличен проект е започнат и во Лондон со поддршка на британската влада. Предизвици се уште има, заради што од Нисан сега се воздржаа од повеќе конкретни детали. Се знае само дека автономниот превоз на патници ќе стартува во 3 или 4 населени места со десетици возила. Автомобилската слика во Европа дефинитивно се менува. Доскоро сметан како аутсайдер, британскиот MG кој настапува со возилата од Кина стана сериозен играч. Затоа сведочи ланската продажба на стариот континент од дури 232.000 возила, бројка која во споредба со 2022 е за повеќе од двојно поголема. Но раководството на компанијата смета дека приказната само што започнала и за годинава во Европа очекуваат продажбата да надмине 300.000 автомобили. Нивните амбиции се базираат на зголемената побарувачка за компактни електрични и хибридни возила, а се очекува голема улога да има и токушто представениот MG3, чија цена е поставена на 20.000 евра. Од MG нималку скромно откриваат и дека идната година планираат со толкава цена да пласираат нов електричен модел, помал со димензии и конкурентен на Dacia Spring. Концептот веќе бил подготвен, но не е познато кога ќе биде представен. Американската филијала на BMW представи спој на уметноста и иновациите во облик на електричниот i5. Ова единствено возило е украсено од јужноафриканската уметничка Естер Малангу со користење на технологии развиени од баварската фирма кои овозможуваат промена на боите. На неговата каросерија се нанесени слоеви кои можат електронски да се анимираат, создавајќи уникатно уметничко изразување. Конкретно употребени се вкупно 1349 лазерски исечени парчиња со милиони микрокапсули, чија боја индивидуално може да се контролира. Но, иако потенцијалот за комерцијална примена на вакви решенија е голем, моментот кога тоа ќе се случи е се уште многу далеку и од BMW не кажуваат ништо за тоа. Во светот на менаџерите на високи позиции не постојат лимити. Резултатите се единствено мерило за платата што ја примаат. Затоа и не треба да чуди што извршниот директор на Stellantis Карлос Таварес лани заработи 36,5 милиони евра, што е за 56% повеќе од неговата плата во 2022. Stellantis годинава ја заврши со рекордни резултати, со 6% повисоки приходи и 11% поголем профит, кој
се искачија на скоро 19 милиарди евра. Тоа е резултат на умно смислената и вешто спроведена трансформација на компанијата, која не потклекна ниту пред еден предизвик со кој се соочува индустријата. Акциите пораснаа на рекордно ниво, а се зголемија и платите на вработените. Според објавените податоци, просечните бруто годишни примања во Stellantis лани изнесуваа 70.000 евра. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радиомрежа. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Toyota е позната по издржливоста, не само на своите производи, туку и во упорноста на пробивањето на својата филозофија. Кога на пазарот го изфрли Prius, првиот самонапојувачки хибрид, компанијата ја вкалкулира својата загуба само да го пробие производот на пазарот. Повеќе од 15 години Toyota губеше повеќе од $10.000 по произведен Prius со цел да ја истура својата агенда. Од таа приказка излезе како победник и предводник на плејада модели од други марки што ја прифатија оваа технологија. Тоа истото сега го прави на американскиот пазар за Mirai на погон со водородни келии. Toyota нуди попуст од $40.000. Сега возилото што чинеше $67.000 стана малку поскапо од Corolla. Историјата се повторува, овој пат со технологијата на водородни горивни келии. Моделот Mirai го погонува токму оваа технологија, а со цел да ја омасови, Toyota направи еден храбар и извонредно скап потег. Во Соединетите Американски држави јапонците ја понудија Mirai со астрономски попуст. Mirai се нудеше за $67.115, но дилерите на Toyota сега нудат попуст од $40.000, намалувајќи ја цената на нешто повеќе од $27.000, што ефектно ја израмни со Corolla. Најголемата дилема е каде да ја полните багателно набавената Mirai. Понудата важи само во Калифорнија, каде што се наоѓаат повеќето мали станици за полнење водород во Америка, а Shell неодамна објави дека ќе затвори 7 од своите 55 места во државата поради проблеми со снабдувањето. Дали огромните попусти што се нудат за Mirai би биле доволни да се убедат купувачите да ги поднесат потенцијалните логистички проблеми поврзани со полнењето на водороден автомобил? Можеби овој потек ќе ги охрабри останатите дистрибутери на енергија да ја зголемат понудата на течен водород. Повеќе од јасно е дека токму оваа технологија станува високо конкурентна на батериските електрични возила. Тоа се гледа и во омасовувањето на FCV возилата во доставниот сектор. Засега погонот на водородни горивни келии останува реалност во доставните возила на повеќе автомобилски производители, а прашање на време е кога тие ќе бидат омасовени во моделите на Stellantis, Hyundai, BMW и Mercedes.
Размената на технологијата може да направи токму оваа технологија да биде водечка еколошка сила во мобилизацијата во следната деценија, доколку се постави правилно равенката на еколошка оправдливост и одржливост и днината припаѓа на овој погон, не на електричниот. Иако во догледна иднина нема никакви шанси водоредот како погонско гориво да стане пошироко користен, ниту пак комерцијално исплатлив, тоа не ја спречи Honda да развива вакви технологии. Така, после експериментот со големата лимузина Clarity од пред некоја година, сега јапонската марка повторно подготви возило со горивни келии. Софистицираната погонска техника е вградена во CR-V и се состои од електрохемиски генератор од новата генерација со 125 конски сили, развиен заеднички со General Motors, и електромотор од 177 коњи, кој ги задвижува предните тркала. Батериите со капацитет од 17,7 киловат-часа може да се полнат од надворешниот извор, така што ова возило во основа е плаг-ин. Во двата композитни цилиндри, сместени околу задната оска, собира 4,3 килограми водород под притисок од 690 бари, доволни за автономија од 435 километри. На тоа, струјата во батериите додава уште 47 километри. Додека багажникот е со намален волумен, кабината е скоро нечепната и патниците ќе го имаат истиот комфорт како и кај стандардниот модел. Заради интеграцијата на водородниот систем, ослонувањето е коригирано, а каросеријата засилена. Промените и изгледот на предниот дел на возилото. Испораките ќе започнат при крајот на годинава, а цената засега не е позната. Производството ќе се одвива во сојузната американска држава Охајо со планирана динамика од 2000 возила годишно. Планирано е овој модел да биде лансиран и во Јапонија, а во Европа тешко да стигне. Производството на автомобили е извонредно комплицирана категорија. За некого е мајка, за некого маќја. Но сепак вештите бизнисмени успеваат да направат од ништо нешто. На американскиот Фискер му се заканува втор банкрот, но сега излезот го гледа во Nissan. Volvo ја создаде марката Polestar како свое спортско оделение. Гили ги купи двата бренда и сега ги превзема акциите од Volvo и стана доминантен собственик на Polestar. Ви звучи чудно? И мене, ама со овој потег на берзата почнаа да се јавуваат инвеститори и да ја се слеваат многу пари во Polestar. Ке го стигнали Фискер лошата судбина уште еднаш. Компанијата, изворно настаната скоро истовремено како и Тесла, иако имаше добар производ, првиот пат не успеа да преживее, но нејзиниот оснивач Хенрик Фискер не се откажуваше и со нова група инвеститори повторно се обиде. Електричниот кросовер Ocean беше дочекан со големи надежи, а и плановите за понатамошен развој на компанијата беа позитивно оценети, но резултатите повторно изостанаа и сега 15% од работниците ќе мора да бидат отпуштени. Лансирањето на вториот модел PIR се одложува, а сомнежите во способноста на компанијата да продолжи со работа растат. Причината за сето ова е слабата продажба од само 5000 возила лани, кои ни оддалеку не ги донесоа потребните средства. Се проценува дека на компанијата само за да преживее во моментот и фалат околу $200 милиони, заради што се водат преговори со други производители на возила за низиниот финансиски спас. Се спомнува дека во игра е Nissan, кој би можел да вложи $400 милиони во замена за електричните технологии, но официјална потврда за ова нема. Изминативе неколку недели една вест го разбуричка светот на автобизнисот.
Се разбра дека Volvo ќе се откаже од поголемиот дел од своето учество во Polestar и ќе ја предаде компанијата на целосно управување на Гили. Иронијата во ова е што и самиот Volvo е во собственост на кинеската компанија и на прв поглед изгледа дека сето ова е само претурање од шупло во празно. Но не е така. Во изминативе деценија и пол Гили се покажа како сериозен инвеститор кој мисли и работи на долги патеки. Како приватна компанија тој е собственик на многу марки, освен Volvo, меѓу другите и на Lotus, лодовскиот такси и малезискиот Proton. Стратегијата што незиниот основач Ли Шуфу ја примени беше да не се меша во развојот на своите компании, поддржувајќи ги единствено со парите што можеше да ги одвои за нивните планови. А тие не беа мали, бидејќи Гили добро заработува, толку многу што почна да лансира и собствени сателити во орбитата. Така и Polestar, од некогаш надворешно тркачко оделение на шведската марка, пред 7 години стана нејзина премиум дивизија посветена на електричните возила. Во позадина на сето ова пак технологиите се развиваа заеднички, а производството на возилата се организираше таму каде е поисплатливо, што само по себе подразбира во Кина. Како реакција на одлуката на Volvo да отстапи 2/3 од собственоста на Polestar, акциите на шведскиот производител пораснаа за исклучителни 26%. Што се однесува до самиот Polestar, првиот модел беше лансиран 2018 година. Се работеше за скапо луксузно купе со хибриден погон, направено на основа на концептот Volvo од 2013 година, чие производство беше ограничено на само 1500 примероци. Вториот модел следеше 2020-та, а 2 години после тоа Polestar беше листиран на Њујоршката берза со предвидување дека компанијата ќе достигне профитабилност во рок од 3 години. Но тоа нема да се случи, бидејќи Polestar лани испорача само 55.000 возила. Затоа пак веднаш по официјалното објавување на веста за разводот од Volvo, компанијата од 12 интернационални инвеститори доби вкупно $950 милиони наменети за натамошните фази на развој на возилата. Додека трпеливо го чекаме дебито на следната електрична генерација на Панда во јули оваа година, Fiat ја представи Pandinina, нова верзија на постоечкиот модел, надграден со пакет за асистенција на возачот и дигитална инструмент табла. Тоа е направено само од една причина, а таа е што купувачите го сакаат постоечкиот модел. И покрај тоа што е заснована на дизајн стар 13 години, Панда останува најпродавана во сегментот на градски автомобили и во Италија и во Европа. Таа ја надмина границата од 8 милиони единици од дебито на оригиналот во 1980 година, а Pandina ќе остане во производството до 2027 година. Најновата еволуција на третата генерација на Панда, која е практично непроменета од дебито во 2011 година, е фокусиран на додавање технички и безбедносни карактеристики. Интересно е што неодамнешното зголемување на побарувачката на клиентите го поттикна италијанскиот производител да го зголеми производството на Панда за приближно 20%. На представувањето наречена е најбезбедната Панда досега, но во реалност таа доби основен ADAS пакет за да ги задоволи безбедносните прописи на Европската Унија. Стандардната опрема вклучува напреден систем за сопирање за итни случаи, помош за задржување лента, детекција на дремли возач и препознавање на сообраќајните знаци. На нив им се придружува автоматското долго светло, задни сензори за паркирање и вкупно 6 воздушни перничиња. Внатрешноста на Панда е надградена со нова 7-инчна дигитална инструмент табла која има 3 различни графички режими и го прикажува новиот ADAS во акција. Ова е комбинирано со 7-инчен и фозабавен екран на допир, бела табла на контролната табла и малку редизајниран волан. Седиштата имаат тапацир од логото Pandina на подпирачите на седиштата и жолти двојни шевови.
Надворешноста го прифаќа авантуристичкиот изглед на Fiat Panda City Cross со неколку уникатни допири. Капаците на ретровизорите се обоени во жолта боја, а на капаците на тркалата е присутно симпатичното лице на панда. Името Пандина, што е прекар добиено од деминутивната форма на панда, може да се најде на задните стакла и на страничните лајсни. Покрај постоечката палета на бои, специјалното издание е достапно и во Positano Yellow, што може да се комбинира со црн покрив. Пандина и понатаму ќе ја задвижува трицилиндерскиот мотор од 1 литар засилен со благ хибрид од 70 коњи кои се пренесуваат на предните тркала преку 6-степен мануелен менувач. Светот може да здивне. Мерцедес се откажа од чудниот мутант меѓу лимузина и теренец кој требаше да биде бисер во понудата на Мајбах. Оние кои се сеќаваат на студијата представена 2018-та под називот Ultimate Luxury, добро знаат колкава лавина коментари доби по заслуга на својата грдост. Тогаш сепак никој сериозно не ги свати намерите на Мерцедес, бидејќи се сметаше дека е само дизајнерска акробација. Но кога пандемијата започнуваше да владее со светот, во извештаите на Мерцедес, што од активностите заради новонастанатата ситуација се одложуваат, се најде и споменатиот кросоверски седан. Тогаш се разбра дека неговото лансирање е одложено за 2025 година. Намерите на компанијата беа тој да биде исклучиво наменет за богатата кинеска клиентела, позната по своите екстравагантни вкусови. Таму требаше и да се произведува, но не се дозна за продажните очекувања. Сега очигледно некому му дојде умот и овој проект, според неофицијални информации, е стопиран на неодредено време. Причините за тоа наводно се економски, иако е сосема јасно видливо кои се вистинските. Со должината од 5,26 метри, тој требаше да биде поголем од GLS и да запоседне на врвот на понудата на Мајбах. Кабината требаше да биде исполнета со технологии и луксус на невидено високо ниво, а погонот да се добива од 4 електромотори со 750 конски сили. Цената никој никогаш не ја спомна. Старата поговорка вели дека мажите се разликуваат од момчињата само според играчките со кои се играат. Еден успешен маж од Сингапур си ја нарача својата нова играчка која чини десетици милиони евра и на хаубата го носи духот на екстазата. Магичната статуетка ќе биде поставена на само 4 модели кои се нарекуваат Drop Tail, а во Сингапур оди третиот примерок за чија изработка на внатрешноста се потрошени 8000 работни часови. Rolls-Royce го представи и третиот од вкупно 4 планирани автомобили од Drop Tail серијата наменети за ексклузивни купувачи со истенчен вкус кои знаат што сакаат и не прашуваат колку тоа чини. Наречен Аркадија, овој раскошен родстер е врвно уметничко дело во секој поглед. Конструкцијата е една од најсложените некогаш направена, а извонредната комбинација на детали создава оптимална атмосфера за релаксирано возење. Уникатната бела боја содржи честички алуминиум и стакло кои предизвикуваат блескање на каросеријата на сонце. Елементите од јаглеродни влакна се обоени сребрено, а како и другите примероци од серијата, задниот поклопец е прекриен со дрво. И дел од внатрешноста е од истиот материјал, за чија филигрански совршена обработка на експертите на Rolls-Royce се потрошени дури 8000 работни часа. Освен тоа, колкаво внимание е посветено на прецизноста, кажува и фактот дека на тимот на компанијата му требаа повеќе од 2 години да го развијат и 5 месеци да го склопат часовникот на контролната табла. Во целата оваа приказна нема место за перформансите, нив ќе ги знае само сопственикот кој е од Сингапур.
За да се нарача ваков уникатен примерок на Rolls-Royce, предпоставувам дека треба да се има обрт на пари поголем од буџетот на нашата држава. Следната емисија ви ветувам дека ќе имаме приземни екземплари на автомобили, барем такви што тендерските тајкуни од оваа опустошена земја ќе може да си ги дозволат. Се гледаме за 7 дена.